Во тема на денот вечерва разговарам со главниот државен ревизор Макси Мацевски. Добро вечер. Добро вечер, Иван. Некако многу зачестите со извештаите, се разработивте многу или како секој ден ви има во медиуми? Добро, точно е тоа дека зачестивме, меѓутоа нашиот степен на работа е континуиран и не е тоа дека се разработивме, него Државниот завод за ревизија и вработените во Државниот завод за ревизија континуирано се посветени професионално на извршување на своите работни задачи, имајќи во предвид дека во 2024 година, започнувајќи од февруари, кога се распиша парламентарните претседателските избори, воспоставена е пракса Државниот завод за ревизија во периодот на изборна кампања и за време на периодот на изборите, се до конечност на самите избори, да не ги објавува своите конечни ревизорски извештаи со цел да биде објективен и независим. По завршување на изборите и по објавување на конечните резултати, Државниот завод за ревизија пристапи кон објавување на своите конечни. Апсолутно, ги почнавме да ги објавуваме и тоа е во суштина воспоставена пракса, каде што во текот на неделата објавуваме два конечни ревизорски извештаи, вообичаено периодот на објавување е вторник и четврток до 9 часот со цел медиумите и надлежните портали да може да ги обработат. Денес имате нов извештај, тој се однесува на јавни набавки во неколку институции. Чинам дека тоа се ЕСАМА, Тесне Готино, 8 септември, специјална болница, ортопедија, травматологија, Еразмо, општина Битола и поприлично многу неправилности. Би сакал само да истакнам вовед во начинот на она зашто овие субјекти се избрани. Треба да јавноста да има информација дека од страна на Бирото за јавни набавки во период од 6 месеци на крајот на годината подготвуваат годишен извештај за црвени знамења, на она што значи начинот на користење на јавните средства и поголем број неправилности во доделувањето на договорите за јавни набавки. Државниот завод за ревизија ги имаше во предвид годишниот извештај во претходната година, кој што беше достапен во моментот на планирање на годишната програма. Врз основа на тој извештај од Бирото за јавни набавки утврдивме кои потенцијални субјекти треба да бидат предмет на ревизија, бидејќи во овие институции имаше највеќе црвени знаменци, беа високо рангирани на првите позиции во делот на она што значи сигнали од некаде? Мола? Сигнали се или како? Знаете што, во електронскиот систем за јавни набавки има воспоставено алати кои што ги нарекуваат црвени знамења, во кои што субјектите од јавниот сектор имаат обврска да го користат тој електронски систем за јавни набавки и тоа се автоматски генерирани црвени знамења. Врз основа на таквите црвени знамења самиот систем ги генерира институциите по однос на она што значи значајност и така се утврдуваат субјектите во кои што има одреден стомнеш. На што ви укажуваат овие резултати од овој извештај? Резултатите од овој извештај во суштина кажуваат дека има одредени неправилности во доделувањето на договорите за јавни набавки. Кај сите субјекти кои што се предмет на ревизија имаме изразено заклучок со резерва. Тоа значи дека одредени состојби во делувањето на договорите за јавни набавки се несоодветни, но во генерално другите состојби се во ред, додека за состојбите во акционерското друштво ЕСМ имаме сосема негативен заклучок кој што упатува дека имаме големи неправилности во доделувањето на договорите за јавни набавки. На што се должи тоа според вас? На тенденциозност, намерност? Чинам дека таму пишува дека некои од нив се поништувани или како иде правилност, или пак е од незнаење, да речем? Јас не би рекол дека од незнаење, бидејќи се работи за акционерско друштво кое што има соодветен број на вработени кои што се квалификувани за доделувањето на договорите за јавни набавки и можете да видите дека во самиот ревизорски извештај се констатира дека одредени состојби се повторуваат. Начинот на доделување на самите договори за јавни набавки кои што имаат сосема големи вредности во самите одлуки за доделување на самата набавка и во самите тендерска документација во суштина говори за износи кои што се значајни материјални. Врз основа на сето тоа во суштина самото акционерско друштво било должно да обезбеди соодветна конкуренција и соодветен начин на постапување во доделувањето на договорите за јавни набавки. Ако ги расслоиме, просто да речеме народ да може да подразбере, дали е тоа легален начин на местење тендери, да речеме? Вие распишувате тендер, условите кои што ги наведувате, нели,
после никој не се пријавува, како иде, па или ги променувате подоцна условите за друга фирма. Генерално слика, дали тоа може да се толкува во тој правец? Јас не можам да го користам тој стил на изразување како што вие го користите. Нашиот начин на изразување во суштина изразуваме сомнеш во начинот на одредување договорите за јавни набавки. Тој сомнеш во суштина сме го доставили до надлежните органи. Надлежните органи треба да го испитаат сето она што се го обезбедиле како докази. Затоа ако погледнете во конечниот ревизорски извештај, во прилог на самиот конечен ревизорски извештај се објавени забелешките на субјектот предмет на ревизија, одговорот на овластениот државен ревизор, но во исто време се објавени и прегледите за секоја институција кои видови на набавки биле предмет на ревизија, каква забелешка сме нашли и врз основа на сето тоа го сме оставили видувањето на ревизорот. Сите тие наши сомнежи, кои што вие велите легален, ако велите се повторуваат често пати истите, значи мора да е тенденциозно. Не можам да го кажам тоа дека е тенденциозно. Велам дека не изразуваме сомнеш за одредени неправилности во делувањето договорите за јавни набавки. Тој сомнеш јавното обвинителство треба да го потврди или да отврли. Доколку го потврди, оди постапката надлежниот суд и судот додека не донесе соодветна пресуда за отфрлање или прифаќање на таквото, тој сомнеш себек останува како сомнеш и затоа да го чекаме исходот, па ќе видиме понатаму дали е како што вие велите. Претходно имавте исто така извештај кој што одекна поприлично многу во јавноста, тоа е оној извештај фотографии позади околу капиталните инвестиции. Таму имаше доста дилеми околу тоа колку пари се трошат, како се трошат, зошто не се завршени капиталните инвестиции. Каде е тука сушност главниот проблем? Во немањето капацитет да се реализираат тие инвестиции или пак во немањето интерес да се реализираат тие инвестиции? Причините се повеќе слоени. Пред се, ако ја видите изјавата на првиот човек во претходниот период кој кажуваше при пуштањето, мислам дека на започнување на градбите на капитална инвестиција, дека незнаење, превенција од корупција или неумешност или сите заедно, трите заедно и така натаму, станува збор за чувство на одговорност во начинот на користење јавните средства на даночните обврзници и чувство на одговорност на начинот на управување со јавните инвестиции и утврдување на приоритети во изградбата на капиталните инвестиции. Очигледно дека во овој период од осамостојувањето на нашата држава до сега не изградивме ние систем во кој што ќе кажеме приоритет на утврдување на капиталните инвестиции од значење, бидејќи до сега од она што го направивме како ревизија, ова не е само со овој конечен ревизорски извештај, ова не се само податоци во овој годишен извештај, вие може да видите, забележите во годишниот извештај за работа на Државниот завод за ревизија во 2020 година, исто така даваме информации за одредени капитални инвестиции и тогаш беа фатени клиничката болница во Штип, автопатот Кичево-Охрид и тогаш беше офатена и пругата од Куманово према бугарска граница. Во тој период, колку што се сеќавам, дека вкупните трошоци на капиталните инвестиции изнесува 57 милиона евра, од кои што во тој период државата има платено 17 милиона евра казнени пенали за неповлечени кредити и спорени трошоци за неповлечени кредити и заем. Тоа е едно, а второто е дека сите тие заеднички именители е дека едно предвидена сума постојано расте се до реализација. Видете, ако имате состојбата, да речеме, за железничен коридор 8, првично биле утврдени 340 милиона евра, а до денот на ревизијата се утврдени на 560 милиони евра. А до реализацијата кој знае колку ќе бидат утврдени? Само може да претпоставим. Првиот договор е склучен во 1996 година. Може да забележите 96 година, сега сме 2024 година, за жал немаме железничка пруга. Само ќе ве молам, се работи за 28 години и за кредитните заеми, за заемите и за кредитите и заемите кои што се земени за овој коридор, државата до сега има платено 4,6 милиона евра провизија и спорени трошоци за неповлечени кредитни транши и заеми.
се поставува пари прашањето фрлени во дали вода. ние сме доволно богати за да се однесуваме несоодветно и несоодветно да управуваме со јавните инвестиции. Има една друга ситуација, да малце да актуализираме темата, кога станува збор за ова. Новиот министер за транспорт и врски вели дека 2026 ќе биде реализиран автопатот. Вие во извештајот за Кичев Охрид велите дека такво нешто не е возможно. Не велиме ние дека не е возможно. Ние истакнуваме дека заклучно со 2023 година, 31.12.2023 година, истекува договорот и ако се сеќавате, се направи измени и дополнување на соодветниот закон за да се направи анекс на постојниот договор за да изградбата на автопатот Кичев Охрид, кој што досега трае 10 години, чија првична вредност беше 411 милиони евра, во овој момент до крајот на ревизијата изнесува 589 милиони евра, а реализацијата до денот на издавањето на конечниот ревизорски извештај изнесува 466 милиони и во ниту еден момент ние не сме рекле дека реализацијата нема да заврши до 2026 година. Ние ќе бидеме пресреќни да тоа се случи во 2026 година. Меѓутоа, еве гласно не се сомневаме, само гласно прашуваме дали за 10 години која е додадената вредност што изгубивме во однос на она што немаме автопат, колку нашиот туризам изгуби, колку нашата економија изгуби, колку животи изгубивме на патот Кичев Охрид, доколку го имавме автопат Кичев Охрид, се надевам дека тие човечки жртви ќе беа намалени. И сега се враќаме на она суштината. Вие правите извештај, констатирате неправилности. Добре. И што потоа? Потоа, тие конечни ревизорски извештаи кои што се сомневаме ги доставуваме до јавното обвинителство врз основа на таквите податоци. Јавното обвинителство И колку има предмети досега процесуирано јавно обвинителство за ова? Морам да кажам дека нашата соработка, за разлика од другите институции, е професионална и коректна и јас сум задоволен од сегашната соработка со јавното обвинителство. Ако се вратиме во состојбата од 2020 година, кога Државниот завод за ревизија не доби повратни информации за степенот на преземени мерки по доставените конечни ревизорски извештаи, оваа година во месец април ние добивме повратни информации за 5 дена од јавното обвинителство. Можам да ви кажам состојбата за она што значи само состојбата со годишната програма за 2023 година од познати 11 конечни ревизорски извештаи за кои што имаме добиено повратни информации, 10 ревизорски извештаи се во обработка и се преземаат предизвршни постапки, што значи дека 91% потврдност на она што значи како конечни ревизорски извештаи што сме ги доставили до јавното обвинителство и кажува за квалитетот и сериозноста на работа на Државниот завод за ревизија. Кога се прават извештаи, кога правите годишен план, како бирате каде ќе правите ревизија, например, претходниот министер рече дека во економија 9 години не е направена ревизија. И има ли институција во државата кога никогаш не е направена ревизија? Ако може да ми појасните кој преходен министер? За економија. Сегашниот. Сегашниот. Па јас мислам дека не е така. Ако ја прочитате изјавата на министерот за енергетика, кој што во суштина вчера беше во моите простории, имаше исто такво размислување дека одредени субјекти не се фатени со ревизија, се увери дека сосеме состојбата поинаква, замина од мојата канцеларија со 6 извештаи во кои што беше пријатно изненадена, позитивно изненадена за извршената ревизија во АДСМ, за извршената ревизија во АДМЕПСО, за извршената ревизија на успешност за енергетска ефикасност, за извршената ревизија на успешност за експлоатација на минералните суровини и така натаму. Замолувам, ќе ве молам, замолувам актуелниот министер за економија или преходниот министер за економија да се проверат во архивата на Министерството за економија за конечните ревизорски извештаи што се составени и би било повеќе корисно да преземе мерки и активности по содржаните препораки во конечните ревизорски извештаи, а со тоа државата ќе има повеќе корист во однос на оно што значи утврдени состави. Јас со мене го носам соопштението за медиумите во однос на што значи последниот извештај објавен за експлоатација на минералните суровини и може да проверите дека во суштина жални се. Еве може да ја види камерата, ова е последното соопштение за медиумите за експлоатација на минералните суровини и очекувам дека министерот за економија и го имал овој извештај или ако немаме извештајот може да се обрати до Државниот завод за ревизија. Само да се доизнесам, она што е жално за нашата држава, она што е жално за представниците на извршната власт кои што во суштина треба да знаат дека ние во суштина имаме минерални суровини кои што не ни припаѓаат само на оваа генерација.
Минералните суровини припаѓаат на следните генерации. Но за жал, ние се однесуваме неодговорно. Ако ме прашате колку е вкупниот приход или колку е вкупниот ефект или корист во буџетот на државата експлоатација на минералните суровини за мермерот, тоа е само 1% од вкупниот приход на приватните компании кои им е дозволено да експлоатираат минерални суровини мермер во нашата држава. Поставете си го прашањето дали вие, ако бидете собственик, ќе дозволите некој да ви плати само 1% од профитот што тој ќе го заработи. Сега, да ви одговорам на прашањето за тоа како ја бираме субјектите. Сигурно на графчиња не. Имаме методолошки акти, кои што во суштина представува основ за нашето стратешко планирање. Имаме стратегија за развој на Државниот завод за ревизија, имаме стратегија за стратешко планирање на ревизиите, имаме упатство за стратешко планирање на ревизиите, имаме методологија врз основа на која што има повеќе критериуми и индикатори во кои што имаме соодветна апликација, се внесуваат сите податоци и се врши рангирање по бодови на секој субјект, на секоја област. Врз основа на рангирањето добиваме кои треба субјекти да бидат предмет на ревизија. И сосема за крај, сосема кратко, пошто било време, има ли институција во која у 30 години заисто не е направена ревизија? Па секако има, меѓутоа тоа се сосема незначајни институции. Ако ме прашате да одиме во Македонска берза, што ќе правиме во ревизија во Македонска берза? Не ме прашаш за каде, него... Па добро, значи има, нормално. Има 1300 субјекти предмет на ревизија, а ние годишно фаќаме по 60 до 70 субјекти предмет на ревизија. Не би имало доколку Државниот завод за ревизија добие доволно човечки ресурси и доволно финансиски средства да ги изврши сите потребни ревизии. Благодарам гостин во тема на денот, главниот државен ревизор Максим Асецки. Благодарам и вам.